Добро вечер со Код, прво издание на телевизија Телма. Вечерашната тема е пробација. Дали овој закон може да ги растовари затворите и да ги ресоциализира луѓето кои одлежуваат казна во нив? Жена обесена со сопствената коса. Затвореничка се загушила со кесе. Затвореник удавен во кофа со вода. Стопанственик, наместо да се ресоциализира, завршил како наркоман. Ова се само неколку бизарни случаи кои се случиле во затворите. Дали затворската инфекција немаше да ги зафати доколку имаше алтернативна мерка? Во затворските колоари, но и судските ходници се уште се раскажуваат мистериите кои се случувале во Тетовскиот затвор. Затвореник се обесил со врвки за чевли. Една затвореничка животот го завршила бесејќи се со сопствената коса. И двата случаи се заведени во затворската хроника, под назнаката самоубиство. Но не се единствените мистерии за решетките на затворот во Тетово. Кога 56 годишната Сузана Божинова од Кочани пристигнала во притворското оделение во Тетовскиот затвор, најголемиот страф и била должината на казната, со која можеби ќе се соочи. Обвинета за криминал при продажба на градежно земјиште во Охридско и Кичевско, таа добила 30-дневен притвор. Она беше обвинета за измама при продажба на државно земјиште. И беше определена мерка притвор која мораше да ја беше пратена во затворот во Тетово. Ние ја застапувавме неа. Неколку пати бевме во посета и веќе последната посета беше доста растревожена. Не ни кажуваше зошто, но едноставно најверојатно претпоставивме притворот е многу тешка мерка, дека сето тоа тешко и паѓа. Ниту незиниот адвокат, ниту роднините не знаеле од што била растревожена Сузана. Незината цимрка била жена од Косово. Овој затвор нема женско оделение за издржување на казна, а во притвореничкиот дел постои една жена чувар. Многу недоумици ги мачеле најблиските. Дали била изложена на психичка тортура или била уплашена од судењето. Кога бевме во притворот да ја посетиме, ни кажа дека се плаши, дека некој нешто ќе и направи. Ми рече, нешто ќе ми сторат, нешто ќе се случи. Ми се закануваат. Вака керката на Сузана, Милана Божинова, ја опишала за Радио Слободна Европа психичката состојба во која се наоѓала мајка ѝ, додека била во притворот. Сузана делувала преплашена и постојано тврдела дека нешто чудно се случува и дека некој сака да ја наштети. Набрзо потоа слушнале фатална вест. Беше многу чудно. Ни тврдеа дека самата со кеса на глава себе си се задушила. Ние тврдевме дека такво нешто не е можно затоа што доаѓа до борба за живот, до инстинкти ќе ја скине кесата. Кесата не беше скината и она што е опис во записникот е дека има кеса ставена до нејзина глава, најверојатно чуварот кога пробал да извади кесата, ако воопшто била кеса на глава. Сузана била во келијата сама 10 минути. Незината цимерка од Косово излегла надвор. Истражниот судија понатаму во Основниот суд Тетово презема истрага, действија во истрагата, ги прегледал камерите и констатираше дека е се во редо, односно дека се работи за самоубиство, но беше чудно што незината цимерка во келијата не успеа да ја најде. Значи, наводно отишла на Косово. Па немаше прилика да ја слушне што навистина се случувало, бидејќи незината цимерка точно знаела во каква состојба е, 10 минути била одсутна од келијата, кога се вратила, веќе нашле мртва. Чуварот ја заклучил вратата, но откако повторно ја отворил по 10 минути ја нашол Божиновска загушена. Доцна било за помош, па затворскиот лекар констатирал смрт. Семејството до денеска не може да поверува дека Сузана сама си го одзела животот со кесе на главата. Истрагата не им дала повеќе одговори. Биле сослушани надзорниците и прегледани снимките од камерите, а обдукцијата покажала дека нема траги на насилство. Семејството се сомнева дека е убиство, истражните органи ја запреа постапката, бидејќи нема докази дека е сторено кривично дело. Ние неколку пати со директорот на затворот побаравме да разговараме, не одби и никогаш не го видовме и не поразговаравме со него.
Тогашниот директор Мурат Рамадани не сакал да разговара ниту со медиумите, а откако истрагата не дала повеќе резултати, случајот е затворен како самоубиство. И народниот правообранител се заинтересирал, но го добил истиот одговор. Сузана Божинова си го зела животот, ставајќи си сама кеса на главата. Немаше истрага за она што пречувате во каква состојба, психичка состојба била и што преживувала, за да евентуално дојде до самоубиство. Органите спроведува истрага дали се работи за сторено кривично дело убиство или не знам, некој да ја натера да се самоубие. Беа сослушани и чуварите и беше констатирано дека нема елементи било какво сомнење на кривично дело. Никогаш не е пронајдена цимерката од Косово за да биде сослушана. Таа заминала во својата земја веднаш без да каже збор што се случувало во затворската келија во последните денови од животот на Сузана. Од обвинета за стопански криминал, Сузана Божинова стана жртва. Жртва на систем во кој според официјалната истрага постигнала на бизарен начин по својот живот. Никогаш не се истражени причините за таквиот чин. Само 48 часа Владо Таневски издржа во притвор од 30 изречени денови. Осомничениот серијски убиец на 3 жени од Кичево, новинарот кој за убиствата и самиот пишуваше во своите статии, се удави во тоалетот на келијата во кофа со вода. Не бил сам во келијата број 4, туку со уште тројца, но никој не го видел како се дави, ниту го чул. Кофата била оставена заради тоа што немало постојано во тоалетот вода, тврдеше затворската управа. Чешмите беа пуштени. Тоа булчет кога ги пуштиш, тоа прави и оставил да тече, за да не се слуша нешто. Цимерите од келијата го нашле откако веќе бил мртов. Еден од нив станал за да провери што се случува со Владо. Тој не се вратил во креветот иако поминале 15 минути откако влегол во тоалетот. Го затекнал мртов со главата во полупразната кофа. Станав да одам во мала нужда. Кога стигнав до вратата тука, погледам тој. Јас дуадно звончето тука на зона. И му викам на овие другарите, абе, што правите овој, дали умрел и што му е на овој другар? Разбудува мене, разбудува другиот. Се самоубил овој скок, се качува низ кревет и се самоубил. Директорот на затворот Нуриман Тефику тврдеше дека не е експерт за да каже како Таневски се самоубил на таков сомнителен начин. Истрагата го затвори случајот како самоубиство. Владо Таневски стана вест во светските медиуми, а кофата со вода беше уште една бизарност во низата чудни самоубиства во затворот во Тетово. Инцидентот беше мотив и за македонскиот режисер Милчо Манчевски. Во филмот Мајки тој фактографски, подкрепено со изјави и документи, како и автентични снимки од затворот во Тетово, ја објасни и мистериозната смрт на новинарот Таневски. Мајки играше на 40 меѓународни фестивали, доби 7 награди, а Европската филмска академија го вброи во 40-те најдобри филмови. Тетовскиот затвор и понатаму еден од најмистериозните во однос на инцидентите случајни во него во последниве години. Овие примери се однесуваат на притвореници кои биле осомничени за потешки кривични дела, но доколку не беа во притворската келија, можеби немаше да завршат фатално. Дојдовме во ситуација и домашната и меѓународната експертска јавност да постојано го критикуваат судството, меѓу другото и ради притворот. Јас многу пати кажав, ако ви дадам две решенија, но ги покрием имињата, нема да знаете дека се од различни предмети. Буквално се прават на шаблон. По шаблон. Истиот теркот. Замена за притворската келија со куќен притвор се изрекува ретко. Судиите многу малку досудуваат ваква мерка, смета адвокатот Звонко Давидовиќ. 99% од случаите нашите жалби за пуштање од притвор или замена со поблага мерка се одбиени. Дури имате ситуации каде што судечкиот судија по завршување на предметот ќе определи поблага мерка, куќен притвор,
По жалба на обвинителството, апелациониот суд редовно го укинува куќниот притвор и ги враќа во притвор, што е незамисливо. Во најголем број случаи обвинителството предлага притвор, а судот го прифаќа. Тврдат адвокатите, пак елиите се полнат. Притворот и затворот се предвидени за тешки дела, но во нив завршуваат и оние кои одговараат и за дела казниви до 3 години. 6 месеци во истражен затвор и година и половина во куќан притвор. Толку помина под казна новинарот Томислав Кежаровски, кој беше осуден на 4,5 години затвор, а потоа на 2. Судот сметаше дека е виновен за објава на име на заштитен сведок во случајот Ореше. У моменту кога се изашли текстови, тај човек уопште нема статус заштитеног сведока. Значи, статус заштитеног сведока добија 2 години након што сам ја написал се о овом случај. Кежаровски е во грч чекајќи одлуката на апелациониот суд дали ќе му дозволи условен отпуст па наместо в затвор, казната да ја дослужи условно. Откако новинарите протестираа за негово ослободување, го пратија дома. Но до 18 февруари неизвестно е дали таму и ќе остане или повторно ќе го вратат во истражниот затвор. Не сакаше да зборува пред камерата на КОТ, велејќи ни дека се надева оти судот за 2 дена ќе донесе одлука со која ќе заврши неговата голгота. Но за колегите од Хрватската телевизија Нова и емисијата Проверено, вака го раскажува процесот. У том тренутку били сва тројца, мислим, ја, супруга и малолетна черка. Да видите полицајца у пуној ратној спреми да вас хапси као највеќе криминалца на свету е неугодна ствар. Сте знали зашто? У том тренутку не. Само да сам знал да ме морају извести пред истражник судија и да ќе ми он речи тамо што е. Лакше е кога знате да сте урадили праву ствар за државу и да вас ето поддржава веćinom људи. Има морална обавезу да радим још више на јачењу демократских капацитета државе. То ми престои као неки едноставно нека морална обавеза. За 2 дена Кежаровски ќе знае дали судот ќе му го прифати барањето за прекин на казната или преостанатите 3 месеци ќе ги мине во затворска келија. Иако казната од 4,5 години беше намалена на 2 години, судот не даде алтернатива да ја отслужува со општествено корисна работа. Затворската инфекција најчесто ги зафаќа малолетниците, па честопати гледаме наслови агресија и насилство во Велешкиот казнен дом за малолетници. Еден малолетник силувал врсник, друг нападнал доктор со нож. Вратите на малолетничкиот дом останаа затворени за нашата камера, но еве ги забелешките на народниот правобранител и првата детска амбасада Меѓаши. Затворска келија. Влага под зидовите, мирис на мувла се шири во воздухот. Во речиси целосен мрак се слуша само шкрипењето на зардјаните федери на железните кревети од поместувањето на 16-годишното момче. Четворица негови цимери, наместо да спијат, се договараат како да го изведат грозоморниот чин. На сила го извлекуваат од креветот и го будат од длабокиот сон. Кошмарот станува јаве. Злоставувањето кое го преживува кобната мајска ноќ, утрото го пријавува кај стражарите. Тие наместо да ја известат полицијата дека деца силувале дете, паѓа договор да се премолчи. Настан силување е запишан само во затворската книга. Ова е силувањето меѓу малолетници што ја згрози јавноста. Се случи во мај 2014 во детскиот затвор кој е лоциран близу Велешката населба Превалец, а е под управа на Тетовскиот. Тајната за него ја чуваше затворската книга се додека во август народниот правобранител не дојде во посета. Јавноста слушна за хоророт што се случува таму. Неколку случаи на силувања беа нотирани кај правобранителот. Се отвори прашањето дали мерката за превоспитување ја постигнува целта. Тамо, значи, во основа имаме големи забелешки, како од доменот на самото место каде што се наоѓа домот, како од поставеноста, односно функционирањето на тој дом и секако од самата цел поради која што се изрекува оваа воспитно-поправна мерка.
Дојавите за малтретирање на малолетници во воспитно-поправниот дом се редат. Службеници од затворот под притисок на собствената совест почнуваат и тајно да пријавуваат. Чести се повиците и во детската амбасада Меѓаши. Ни ова состојба во затворените институции ни е позната. Имало насилство, силување од постари штитеници на помали и тоа се случува во континуитет. Жалосно е што дури не наоѓаат за потребно одговорните да ги повикаат раководните лица да поведат сметка или да побарат одговорност. Силувачите, стражарите кои не пријавиле и управителот на затворот заработија кривични пријави. Обвинителството ги поднесе речиси во исто време кога еден од малолетниците го повтори делото. Истиот во јануари годинава го нападна и затворскиот лекар. На 25 јануари малолетникот побарал да биде однесен на лекарски преглед кај домскиот лекар заради главоболка. Во лекарската соба тој најпрвен со дрзок и висок тон се обратил кон лекарот. Потоа ја турнал масата меѓу нив и се обидел да го удри, во што го спречиле двајца надзорници. Подоцна од терпазаријата 16-годишникот зел 2 ножа и повторно влегол во лекарската соба, со вербални закани кон лекарот дека ќе го убие, а при тоа повторно го спречиле присутните надзорници, пишуваше во соопштението на обвинителството. 36 малолетници издржуваат воспитно-поправна мерка во домот. Секакви профили се наоѓаат во досиејата на штитениците, од богати и почитувани семејства до деца кои никогаш не почувствувале топлина на домот и родителска грижа. Лежат за продажба на дрога, ситни до тешки кражби, силувања, обиди за убиство. Многу често, без да знаат што прават, се нашле во ситуација да го сторат делото. Праксата покажува дека многу луѓе не се ни свесни кога прават кривично дело. Значи, еден плејада на случаи имаме, посебно кај помладите, не се ни свесни до кој степен може да доведе употребата на марихуана. Буквално ја доживуваат како забава, ја доживуваат како нешто што не е страшно, а во суштина нашиот кривичен законник ја предвидува казни кои што се многу сериозни во делот на трењето. Но затворите се место каде најлесно меѓу криминалците се останува криминалец. Најранливи се токму децата. Во годишниот извештај кој го објави народниот правобранител, најголем дел од забелешките се токму на немањето образование и воспитување на децата. Само неколкумина од штитениците на своја сметка се дообразуваат, бидејќи воспитувачите немаат никаков план и програма за образованието кое е задолжително и бесплатно, сами импровизираат. Во воспитно-поправниот дом 9 од малолетниците се неписмени, 2 се со завршено 3-то одделение, 3 со 4-то, 1 со завршено 5-то, 1 со 6-то, 3 малолетници имаат завршено 7-то одделение, 8 имаат завршено основно образование и 20 средно. Службените лица потврдуваат дека во повеќе наврати се доставени списоци на ученици до управата за извршување на санкции, но дека образовниот процес се уште не е започнат, пишуваше во извештајот. Нашата загриженост е и во делот на немањето образование во таа установа, иако законот тоа го предвидува, и секако работните активности. Системот, односно ресоциализацијата на таа категорија на лица, значи на деца, пред се мора да се базира на образование, воспитание и работни активности за да може да се изгради личност која што понатаму, нели, кога ќе излезе, ќе може да се снајде во општеството. Вака добиваме, значи, само лица кои што ги менуваат институциите и најчесто потоа завршуваат во некој друг затвор, односно ги среќаваме при нашите посети. Оваа состојба е поразителна, а децата кои не ја добиваат потребната грижа и образование се изгубени случаи по нивното излегување, алармираат поборниците за нивните права. Ти во една држава кога имаш институт каде што е старател, каде што родителското одговорност затаила и децата отишле во погрешен пат, не можеш да ги насочиш, да им помогнеш. Ти си соучесник, ти фактички, како што кажав, рекрутираш силувачи, злоставувачи, насилници, тепачи, вклучени во криминални банди, она што на државата му е задача, доколку отсуствува одговорно родителство, да биде коректор, да биде гарант дека тоа нема да се повтори. Се додека имаме ваков тип на комуникација, на некое затворено, условно кажано згрижување, битно е да се најади и да спиеш, а не и да го едуцираш и воспитуваш, имаме проблем со воспитно-поправните домови. Во вакви услови државата мора да размислува за алтернативни мерки за децата, особено оние кои сториле полесни кривични дела.
Казнената политика за нив мора да биде поблага. Со ваквите нормативи како што се поставени и со правилниците на крај што се донесува, судиите буквално немаат можност да перцепцијата која имаат за осуденото лице, за евентуалната цел која треба да се постигне со казната, немаат можност и да имаат перцепција и согледување дека може да дадат и поблага мерка и да не го пуштат младиот човек во казнено-поправна установа со 20 години. Наместо превентивно да се делува, ние буквално ги пуштаме во криминалитетот. Ако почнеме да ги анализираме сите претходни мерки кои што треба да се исполнат пред до моментот влегување во воспитно-поправен дом, можеме да заклучиме дека лицата кои што се сместени тамо многу често само ги менуваат институциите, се збогатуваат со, да кажеме, одредени познавања за извршување на криминални дејствија, а при тоа не добиваме некакви резултати во делот на подобрување на личноста. Односно се поставува прашањето дали ја исполнуваме целта на претходните мерки, значи воспитна установа, засилен надзор и така натаму, па дури и самата мерка упатување во воспитно-поправен дом. Според Законот за правда на детето, центрите за социјални грижи ја имаат одлучувачката улога каква мерка ќе се изрече. Законот предвидува алтернативни решенија наместо затвор, кои мора почесто да се применуваат, а превенцијата од криминалитет е најбитна. Алтернативните санкции и мерки, значи апсолутно сум поборник на тоа дека во делот на изрекување санкции кога се работи за деца во ризик, треба исклучително да се внимава и сум поборник на тоа да се започне со многу полесна казна, да му се даде можност на детето да се ресоциализира, односно да се интегрира во општеството, особено ако нели се работи за дете од семејство каде има семејно насилство, да се отргне, да се даде на возгрижувачко семејство со зајакнат надзор, поколку се работи за дете кое што не е вклучено во образовниот систем, преку центрите за социјална работа тоа да се направи. Во светот право за достоинствен раст и развој на децата, нивната безбедност, сигурност, образование и право на сопствена иднина се загарантирани. Првиот чекор за децата кои сгрешиле еднаш во животот да се изградат во здрави личности и добијат втора шанса е промена на системот за нивно превоспитување. Министерството за правда и управата за санкции работат на законот за пробација. Од друга страна, обвинителството и судовите се помалку досудуваат алтернативни мерки. Кај нас ниту еден не носе шалка, како онаа на Цеца, која седеше дома во куќен затвор. Во затвор, ама надвор од келија. Осуденици кои се огрешиле од законот, например направиле сообраќајка во иста келија со осудени за разбојништво, кражби па и убиство. И секако наместо поука од затворот ќе излезат со затворска инфекција. Поим за кој добро упатените знаат дека не се работи за болест, туку за условно речено учење на нов занает од областа на криминалот. Влегуваат како кратци, излегуваат како разбојници. Влегуваат како разбојници, излегуваат. И следното е можеби убиство. Има спас за овие луѓе, закон за пробација, казна која се отслужува надвор од решетките и далеко од другите криминалци. 2004 година се планира и се предвидува алтернативните мерки, буквално, значи вкупно 6. Меѓу нив со нив секако се очекуваше да се потикне алтернативата, пробацијската служба, многу повеќе, која што во западните земји дава добри резултати. Имаше пред се основна цел на овие алтернативни мерки беше да буквално се намали криминалната инфекција, значи еден од условите во најголем дел при примената на овие алтернативни мерки е да се работи за примарни сторители, да казната е предвидена од помалите предвидени казни до 3 години, некој до 1, некој до 3. Системот за извршување на алтернативните санкции, онака како што е поставен со кривичниот законник од 2004 и законот за извршување на санкции од 2006, не заживеа поради поголем број на причини. Особено тука би истакнала причината за премногу сложената процедура за нивното извршување. Оваа процедура не ги даде саканите резултати.
Затоа ние сметаме дека треба да се интервенира во областа со донесување на друг закон кој што ќе биде одржлив и ќе значи поддршка на изречените алтернативни мерки од страна на судовите. Гледаме дека после 10 години и повеќе алтернативните мерки во Република Македонија, освен условната осуда, која е во најголем дел применета, сите други буквално многу малку, да не кажам дека општокорисната работа воопшто и не се применува во кривичните постапки. Општокорисната работа во најголем дел се применува, се изрекува во прекршочните. Куќниот затвор нешто има примена, но и тоа се брои на прсти, што би кажале. Алтернативните мерки и санкции сега надлежни се да ги извршуваат центрите за социјална работа. Потоа е несоодветен системот за вршење надзор над нивното извршување. Надзорот за законито извршување на алтернативните мерки е во надлежност на судовите, а стручно-инструкторскиот надзор е во надлежност на управата за извршување на санкциите, што представува голем проблем, бидејќи управата припаѓа, односно е орган во состав на Министерството за правда, а центрите се органи кои припаѓаат кон Министерството за труд и социјална политика. Значи, еден орган од еден ресор врши надзор на некој орган кој што припаѓа на друг ресор, така да тука настануваат проблеми при реализацијата на вршење на тој надзор. Токму затоа управата за извршување санкции забрзано работи на донесување и имплементирање на законот за пробација. Формирање на канцеларијата за пробација во Преце во градот Скопје, вработување на соодветен професионален кадар, нивна обука за примена на пробацијските мерки, но и нивна обука за примена на електронскиот систем за мониторинг кој што е веќе набавен. Овој електронски мониторинг се планира да се инсталира, кажав септември или октомври оваа година, и тој ќе содржи, значи, пред се алки, трансмитери, кои што ќе ги носат осудените лица на кои ќе биде изречена таква мерка, значи да бидат под постојан електронски надзор. Според прецизната статистика на најголемиот суд во Македонија, Основниот суд 1 во Скопје, пресуди со алтернативна мерка условна осуда лани во одделот за организиран криминал и корупција во 12 предмети, условна осуда им е досудена на 18 осуденици. Истата година од вкупно 994 предмети, во 172 судиите одредиле притвор за 238 обвинети, а само на 10 куќен притвор. 7 добиле мерка за предпазливост, а 1 бил пратен на задолжително лекување. Во одделот за кривично полнолетни биле изречени најмногу условни осуди, и тоа за 1900 осудени. Во половина од предметите по објавување на пресудата притворот бил укинат, и тоа најчесто кога се изрекувала условна осуда или казна помало од 3 до 4 години затвор. Од Хелсиншкиот комитет проблемот го гледаат токму во делителите на правдата и нивната одлучност да постапуваат и досудуваат надвор од досегашните, вообичаено скоро по шема пресуди и одлуки. Дали може би се работи за страф од новото? Јас не можам да дадам друга оценка, освен таа дека навистина не постои ниту волја, не зборувам за познавање. Многу пати ме прашуваат дали може би судиите не знаат или може би не се обучени за тоа кои меѓународни документи им стојат на располагање и треба да ги применуваат при своето одлучување. Јас останувам на тоа дека тоа представува немање волја едноставно да се соочат со фактот дека мораат да ги досудуваат и овие мерки. Не би рекла дека тука станува збор за страф. Навистина е абсурдно да речам дека осуденици кои што сториле кривично дело сообраќајка се наоѓаат во келија со осуденици кои што сториле кривично дело убиство. Која е логиката тука? Казнено-поправните установи да бидат буквално последната станица во еден систем правосуден, затоа што стварно за 3 месеци казна изречена и во најголем дел се во женското оделение да отидете, во најголем дел се за казни од 3 до година дена. И тука буквално капацитетите се преполнети.
А овде само би споменал дека тоа покажува дека ако една изречена казна од 3 месеци, обично тоа се за кражба или некој друг сличен деликт, доаѓаме во ситуација да покажува дека таа граница може нешто и да се помести. Македонија пред се нема услови да си го дозволи тој луксус за секој дело да досудува затворска казна. Напротив, во вакви услови треба судиите да бидат свесни дека треба да го олеснат затворскиот систем и на тие полесни кривични дела да досудуваат алтернативна мерка, општо корисна работа, например. Од управата за извршување на санкции, иако го подготвуваат теренот, сепак не можат да влијаат на одлуките на судиите, но и тие ги охрабруваат да донесат одлуки за алтернативни мерки. Немаме овластување да сугерираме каква одлука ќе донесе судот во делот на санкцијата, меѓутоа можеме да работиме на полето на создавање одржлив систем во кој што и судиите и останатите кои учествуваат во неговото извршување ќе имаат доверба, значи ќе да создадеме услови каде што со сигурност ќе може да се смета дека осудениот на кога му изречена било каква алтернативна санкција ќе биде правилно и професионално контролиран и дека таа мерка, што значи казнување на сторителот до негово останување во заедницата, значи тие мерки се извршуваат во заедницата, нема да се пресечат врските помеѓу семејството и останатите пријатели и, да речем, поширокото семејство и ќе даде особено добри резултати во ресоциализацијата на осудениот, односно во тоа да тој се откаже од било каква намера понатаму да врши кривични дела. Пробацијата за Хелсиншкиот комитет е добра идеја, која треба внимателно да се спроведе. Би ја намалило пренатрупаноста во затворите, би имало многу помалку случаи на тортура и нехуман однос, но сепак од таму апелира да се внимава и да не се брза. Јас тука би била мощно и внимателна. Во Македонија постои пракса да се носат закони, само нели за да бидеме усогласени со законодавството на Европската Унија, а при тоа да не бидеме спремни таквиот закон да можеме да го имплементираме во пракса. И понатака ќе побараме поддршка од јавноста и преку медиумите, бидејќи сакам да спомнам дека од воведување на пробацијскиот систем ќе има многукратни придобивки пред се во намалување на преполнетоста на затворите, намалување на повторот и криминалната инфекција, намалување на трошоците кои државата ги одвојува за одржување на затворскиот систем, значи најмногу од секоја санкција кошта казната затвор. Промоција на овој систем во целиот регион направи српската фолк звезда Цеца Ражњатовиќ, која носеше 8 месеци електронска алка за следење и го одлежа затворот во домашната луксузна куќа. Искуствата од регионот ќе бидат добра подлога за реализирање на пробацијата кај нас. Во Република Бугарија веќе неколку години се реализира пробацијските активности и тие имаат исто многу интересен систем кој што е базиран на британските искуства. Особено тие има добри искуства во делот на општокорисната работа. Немаат електронски мониторинг се уште во Република Бугарија. Република Србија од скоро време донесе закон за извршување на алтернативните мерки. Тие имаат воведено електронски мониторинг. Исто така во Хрватска се имплементира неколку години наназад пробацијскиот систем. Таму нема електронски мониторинг, но постои она решение за кое што зборував, кое што ние планираме да го имплементираме, е учество на пробацијските службеници во текот на кривичната постапка. Сепак идните осуденици опфатени со пробација не значи дека ќе може да се опуштат. Тие ќе мора да почитуваат многу правила и норми, затоа што многу лесно може да бидат вратени зад решетките. Изборот е нивни.